Thank you very much for coming in Macedonia. My You're very pleasure. welcome. Thank you for asking me. Mr. Ambassador, thank you very much. Prime Minister, very nice to see you again. How are you? Yeah. And that's the church, yeah? Yeah, this is very old church. This is still up. In prosperity, not only. Prime Ministers. This is our honor. Very good. Thank you very much for your support. Thank you. We can make one picture. Почитуван министер во владата на Република Велика Британија, господин Алан Данкин, сер Алан Данкин, почитуван министер за економија во владата на Република Македонија, господин Крешник Бектеши, почитувани медиуми, денеска ми представува особена чест и задоволство што со почитуваниот сер Алан Данкин, министер за Европа и Америка во Комонвелтот на Велика Британија, го подпишуваме меморандумот за разбирање со кој што британската влада преку нејзин фонд дава грант за Република Македонија за изработка на енергетската стратегија во Република Македонија. Посебно ми е големо задоволството што точно со сер Алан Данкин го подпишуваме овој договор позаради неговото искуство во делот на енергетиката во неговиот професионален живот. Стратегијата за енергетика произлегува како обврска во Законот за енергетика кој што владата го донесе во мај оваа година и тој ќе предвидува периодот од 30 години, значи ќе каже како Македонија ќе се развива енергетски во следните 30 години. Тоа беше обврска и според претходниот закон, но последната стратегија за енергетика во Република Македонија беше донесена 2010 година и таа стратегија практично представуваше една рамка во која што требаше да се согледаат сите енергетски развојни политики во државата. Следна обврска беше 2015 година, но за жал тоа не беше донесено, како што не беше донесен ни Законот за енергетика. Забрзано сега ги поправаме сите тие грешки од минатото и се надевам дека стратегијата која што сега ќе биде изработена ќе даде добра рамка за развојот на енергетиката во Република Македонија. Стратегијата ја изработува PricewaterhouseCoopers, а како подизведувач на таа стратегија Македонската академија на науките и уметностите. Практично во стратегијата покрај енергетските аспекти ќе бидат земени во предвид и еколошките аспекти, односно како енергетиката ќе влие врз животната средина во Република Македонија. Стратегијата ќе биде поставена на јавна расправа, така да сите заинтересирани ќе можат да дискутираат по истата стратегија. Ќе бидат вклучени невладините организации за прв пат во креирањето на оваа стратегија, да можат да дадат свој придонес во истата. Се надеваме дека на крајот, значи од овој процес ќе имаме една квалитетна стратегија која што ќе го детерминира живеењето енергетско во Република Македонија во следните 30 години. Ја користам приликата да се заблагодарам на англиската влада, на англиската амбасада, на амбасадата на Велика Британија во Република Македонија, лично на министерот сер Алан Данкин за неговото доаѓање во Република Македонија и ова е практично уште еден показател за нивната поддршка на нашата влада и на политиките кои што владата во моментот ги води, а поготово значи поддршка во рамките на престојните настани кои што се случуваат во Република Македонија и нашето пристапување кон евроатлантските интеграции. Уште еднаш ја користам приликата да ви се заблагодарам, сер Алан Данкин, и да се надеваме дека ќе имаме добра енергетска стратегија која што треба да биде готова некаде до крајот на 2019 година, но согласно моите информации ќе биде готова во септември 2019 година. Ви благодарам и стојам покасно за прашања доколку такви има. Thank you. Well, Deputy Prime Minister, it's a great pleasure to be here at Matka. And Deputy Prime Minister, we share a common background in energy, which it's always a pleasure to meet someone who's been in the same sector. You more in electricity, me more in oil, but together we generate a lot of power, I think. So I'm delighted, therefore, that the UK is playing its part in supporting your energy sector, in helping provide the expertise to design a future strategy.
any country needs secure power, diverse power, and power that is environmentally sensitive. So we are delighted that the UK is assisting Macedonia in designing your needs and how you meet them for the future. But I also come here at a very special time for the country. The United Kingdom takes a deep interest in all the Western Balkans, and we were proud to host the Western Balkan Summit in London in July. And that coincided with an historic agreement reached between the two Prime Ministers, Mr. Tsipras and Zoran Zaev, I think in a remarkable step for the future of this country, which I hope now will ensure that people participate in the referendum that we will see at the end of this month. I think that this will be a great forward step for Macedonia, and I hope that everyone, particularly young people, will take an interest in the decision. This is a decision for you. It's not for me as a minister from another country to tell any of you what to do, but all I'd say is please participate, and I hope that all of the young people can look to their future and realize that this is a step forward which will bring Macedonia into the wider world of joining with other countries in organizations such as NATO and the EU. So I very much hope that this will be a successful process which will reach a clear decision and can determine the future of Macedonia for many, many decades to come. So Ministers, thank you. I'm delighted we've signed this Memorandum of Understanding. I'm delighted to come back to the country and just get out of Skopje to come and see so much of this beautiful area, which perhaps I one day can come back to as a tourist and do some canoeing on the river and see it for myself out of my ministerial suit. So thank you all very much, and again I say I hope this will mark a very important moment for your country's history. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Can we only hear the translation from your speech? I'm sorry, I should have done that in little pieces. In pieces. You should have nudged me. It's okay. That's a long thing to remember. No worries. Почитуван вице-премиер, почитуван министар, навистина ми е задоволство што сум денес тука и што ја имавме оваа прилика заеднички да го подпишеме овој меморандум за разбирање во полето на енергетскиот сектор. Ние сме двајцата луѓе кои што доаѓаат од секторот на енергијата, вие повеќе со електричната енергија, јас повеќе со нафтата, но секако заедно генерираме поприлично многу моќ. Навистина ми е чест што и Обединетото кралство можеше да одигра ваква улога во енергетскиот сектор на Република Македонија и што може да помогне за идната стратегија, особено затоа што на Република Македонија е потребна различна енергија, но при тоа е потребна да има и безбедна енергија. Затоа нам ни е навистина драго што можеме да помогнеме. Исто така би сакала да нагласам дека доаѓам во еден посебен период, особено важно време за државата. Обединетото кралство имаше таа чест да биде домакин на самитот за Западен Балкан, кој се одржа во Лондон во јули годинава, и сведоци бевме на подпишувањето на историскиот договор помеѓу премиерите Заев и Ципрас, и навистина се надевам дека луѓето од државата ќе излезат на референдумот кој што треба да се одржи на крајот на овој месец, затоа што тоа представува еден чекор напред за Македонија. Особено е битно да излезат младите луѓе кои што треба да донесат одлука. Би сакал да потенцирам дека ова треба да биде исклучиво ваша одлука, не е моја одлука како министар да ви кажувам што треба да правите, но учествувајте, затоа што навистина е чекор напред за државата, чекор напред кон светот и чекор напред кон членството во НАТО и во ЕУ. Се надевам дека ова ќе биде еден навистина успешен процес за иднината на Македонија. Уште еднаш би сакал да се заблагодарам за можноста да се подпише овој меморандум за разбирање, кој би сакал и да нагласам дека би ми било чест да се вратам повторно во Македонија. Овој пат би сакал да се вратам како турист, без мојот костум и можеби да ги искористам убавините на езерото и на кањонот. Ви благодарам уште еднаш. Значи јас кратко би сакал да му се заблагодарам на министерот Данкан за денешната посета во Република Македонија и во убавините на Матка.
Истовремено да им се заблагодарам на владата на Обединетото кралство за поддршка која што ја дава за енергетскиот сектор во Република Македонија. Ние како министерство сме потполно подготвени да соработуваме, да ги поделиме сите информации за да имаме што подобра стратегија во енергетскиот сектор и очекуваме дека во текот на ова и наредната година да ја завршиме и стратегијата што се однесува до енергетскиот сектор во Република Македонија и како министерство, но истовремено и како влада да имаме значи вистинска насока на како ќе се развие овој многу важен сектор во Република Македонија, имајќи го во предвид и начелата за заштита на животна средина, но истовремено и да обезбедиме по-сигурна иднина за енергетските капацитети во Република Македонија. Благодарам и ако има дополнителни прашања, тука сме да одговориме. The vision that you are providing, are there recommendations what the strategy should contain? It's nearly $1 million, I think, roughly. Put it into dollars, it was £780,000, something like that. So it's a sizable amount of money, and it's to help offer the expertise to design a proper strategy for the country's energy sector so that you can have secure, diverse and environmentally modern energy supplies. Грантот би изнесувал некаде околу $1 милион или околу 780,000 фунти, а намената за да помогне во креирањето на експертизата за креирање на стратегијата си со цел да се обезбеди безбедна, различна, но и еколошки модерна енергија за државата. Друго прашање, повелете. What is the experiences of the other countries who have a free market? Are the prices going up or down after the liberalization of the markets? It's important to realize that a free market brings with it security, and security of supply is very important. It's not just a matter of price, but in the end, over the long term, competition always gives you the best value. Она што е особено важно со слободниот пазар е тоа што тој обезбедува безбедно и сигурно снабдување со енергија, но тука секако мора да се има и предвид конкуренцијата која што на крај ја дава вистинската вредност. And competition means competition in world markets, but also a good price is supported by having diversity of supply so that you are not dependent only on one supplier. So don't just think about short-term price changes, think about the long-term security and good of the country. Конкуренцијата на светскиот пазар секогаш значи добра цена, но тоа предвидува и различни снабдувачи, затоа треба да се гледа долгорочно, не треба да се гледа краткорочната цена, туку треба да се гледа долгорочно и што би понудиле слободниот пазар и конкуренцијата како такви. Уште едно прашање за министерот Данкан и тука ќе мора да завршиме. Повеле Мими. Is this strategy directed towards new sources of energy or? Well, Deputy, I can steer this to you, but I know that you will, of course, look at modern supplies, maybe such as biomass and renewable. That's the way the world is going. But you're asking for the answers before we've seen the strategy. But unless Deputy Prime Minister may want to add to that. Да, значи ако дозволите јас ќе ви одговорам, значи енергетската стратегија треба да го детерминира целокупното енергетско живење на државата во следните 30 години. Се разбира, таа пред се треба да покаже како на еден одржлив, безбеден, сигурен и еколошки начин треба да бидат подмирени сите потреби за енергенси на граѓаните и индустријата во Република Македонија. Тоа значи дека ќе ги опфати сите енергенси, тргнувајќи значи од електрична енергија, нафта, газ и сите останати енергенси. При тоа значи треба да каже јасно таа стратегија и да ни даде јасна визија како ќе ги снабдиме нашите клиенти, значи без разлика дали се граѓанство или индустрија со сите овие енергенси. При тоа ќе опфати енергетската транзиција, се разбира, од загадувачки
извори на електрична енергија кон незагадувачки или обновливи извори на електрична енергија или така наречената енергетска транзиција е само еден дел од оваа стратегија. Значи стратегијата е еден документ кој што ќе биде сеопфатен. Значи тој нема да биде насочен само кон еден енергенс или едни извори на енергија. Значи тој комплетно треба да го опише енергетското живење во Република Македонија во следните 30 години. Благодарам. Thank you very much.